Почитувани присутни, оваа седница е од вонреден карактер, од што точката на дневен ред, точка 2, одлука за утврдување на тарифа за вода за пиење мора да биде проследена како став на совет до регулаторна комисија. Врз основа на член 40 Закон за локална самоуправа, службен весник на Република Македонија, број 5/02 и службен весник на Република Македонија, број 202/24, член 15 и член 18 од статутот на општина Росума и член 58 став 1 од деловникот на Совет на општина Росуман, службен гласник на општина Росуман, број 7/06. Председателот на Совет на општина Росуман донесува решение за свикување на пета вонредна седница на Совет на општина Росуман. Ја свикувам петата вонредна седница на Совет на општина Росуман на ден 16.1.2026 година, петок, со почеток во 15 часот. За работа на оваа седница согласно пристигнатите материјали од овластени предлагачи, а врз основа на член 60 од деловникот за Совет на општина Росуман го предлагам следниот дневен ред. Дали некој, пред да го прочитам дневниот ред, да го ставиме на гласање записникот од минатата седница и дали некој бара забелешка на истиот. Доколку никој не бара, го ставам на гласање записникот од минатата седница. Кој е за? Едногласно 9 за. Записникот е усвоен. Дневниот ред. Прва точка. Предлог решение за усвојување на извештајот за работење на ЈПКД Росуман за период од 1.7.2025 до 30.9.2025 година. Втора точка. Одлука за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈПКД Росуман за регулиран период 2025-2027 година. Трета точка. Предлог решение за утврдување на извештајот за реализација на програмата за обележување на денот на општина Росуман 17 декември 2025 година. На оваа седница не може да има надополнување на дневниот ред. Оваквиот дневен ред го ставам на усвојување. Кој е за? Колку сум? 7 за, воздржани 2, против нема. Прва точка. Предлог решение за усвојување на извештајот за работење на ЈПКД Росуман за период од 1.7.2025 година до 30.9.2025 година. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, прва точка ја ставам на гласање. Кој е за? Пет за, воздржани, 4 воздржани. Констатирам дека точката е усвоена. Втора точка. Одлука за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈПКД Росуман за регулиран период 2025-2027 година. Дали некој бара збор? Повели колега Ристо. Поштуван градоначалник, поштуван председател, поштувани колеги советници. Значи, јас минатиот пат предложив да се покача водата за еден 70 дени. Градоначалникот тие указ не го подпишал, го вратил назад. Он не рајчи дека он го право што не го подпишал тоа. По многу повеќе консултации со граѓаните на општина Росуман и по повеќе читање на материјал, видел дека и управниот одбор од претходното 21 август донел одлука дека треба се покаче цената на водата, потоа за мене стоја дека овој совет, комплетно и градоначалникот, се наместени од тогашниот директор и од управниот одбор, затоа што да донесеш таква одлука со управен одбор кој не одговара на овие постапки, за мене не е оправдано. А сега членовите на овој совет да го изгласат овоа, заради тоа да ги оправдаме мислењето на тогашниот градоначалник, за мене не е во ред. Значи не можам да
да го поддржам вакво покачување со ваква цена. Едино ако управниот одбор си даде оставка од нивната работа, да избереме нов управен одбор кој што ќе биде легитимен, со високо образование и кои што ќе дадат свое мислење за покачувањето на водата, кој што одговара, заради тоа што во општина Росман ние моментално имаме околу 65% загуби на вода. Кои загуби на вода треба да ги оправдаме на друг начин, или заработката на комуналното предпријатие не се докажува со тоа што они колку ќе покачиме ние цената на водата. Цената на водата ние може да покачиме и 30 денара, како Кавадарци или Куманово 47 денар, каде што има покачување на водата или работа со пумпи, како Градско и други општини. Значи ние имаме само две села кои имат работа со пумпи, каде што имаме загуби на струја. Другата вода имаме без пари. За мене вода не е сватливо да покачиме водата со ваква висока цена. Значи оваа цена за мене е многу висока, што голем дел од граѓаните на општина Росман ќе ги удари по джепот. Сега ние вака кога рачунаме 5 денара, 10 денара не е многу пари, ама кога на сите тие пари кои ќе ставите и на крајот и покачувањето по кубен метар на водата, по канализација, по сите тие работи и плюс на крајот ДДВ 18%, цената ќе дојде по 1200 до 1500 денара на едно просечно предпријатие, една просечна фамилија. И тоа се големи пари. Значи јас мислам дека треба прво комуналното да си ги стрејат другите работи, побарав од директорот минатиот пат да ми даде за работењето на машината колку сати имат работено, каде колку пари оствариле од заработка од тие работи, че не можеме ни само да удариме по граѓаните за водата. Значи имаме ние други работи, чистење на улиците, дека да напишат на фактури на општина Росман за чистење, за метење, за не знам што таму, нека измислат нешто кај што можеме никој со да му одобриме пари, а и многу пати му одобруваме пари на комуналното да го вратиме назад во живот. И сето тоа они сакаат да го стават на место на сумата на водата. За мене не е оправдано тоа, а вие како сакате. Јас многу работи ги разгледав. Во оваа ситуација сме ставени во мат позиција и ние како совет и градоначалникот, затоа што некој друг одлучил за нас. Ние не сме имале шанса да го разгледаме оваа како совет. И решение за утврдување на тарифите на снабдување на вода за пиење или водно снабдување на ЈПГ Росман регулаторна комисија од период 25-27 година. Регулаторна комисија ни дава нас цена која управниот одбор на општина Росман ја донел на 21 август во време кога била друга власт или друг градоначалник и друг директор. Со сега не треба да овој директор да го напаѓаме или овој совет да го напаѓаме. Сега за мене советниците од ВМРО се ставени на големо искушение каде што треба да ги напаѓаме нив или градоначалникот од ВМРО. За мене не знам што да кажам, да размислите сами. Градоначалникот би го замолил да ми каже само зошто не го подпиша указот од минатиот пат што побаравме да биде со одлука на советот да биде цена да се покачи само за 70 дени, зошто тоа не го подпиша, да го прати до регулаторна комисија, па да видиме регулаторна комисија ќе ни одговори. Ви благодарам. Дали друг бара збор? Повели го. Јас сакам само на кратко да одговорам дека не го подпишав затоа што е надвор од законските регулативи, односно регулаторната комисија ни дава граница во која треба да се движиме од до. Во консултации и со службите и во регулаторна комисија и со нашите правни служби одлучивме да не го подпишеме овој документ и да не го објавиме, да го вратиме повторно на совет, доколку советот одлучи да го поминиме, водата ќе си биде исто по таа регулатива која што донесила управниот одбор и регулаторна комисија, доколку не, ќе ги видиме наредно како одат постапките. Мислам дека постапката е дека треба истата да дадеме или на Уставен суд или постапката да се оде на регулаторна комисија, каде што регулаторна комисија ќе ја утврди цената за општина Росман, можеби за тоа ќе оде на терет на комуналното предпријатие, но како и да е, одлуките се ваши. Во обраќањето Аристо Јошев делумно се согласувам дека одлуките нити се досени во мое време, бизнис планот е правен можеби пред година-две, управниот одбор се состанал некаде 7, 8, 9 месец, носени сите одлуки кои се доставени до советот тука до вас, али
еден збор многу ми наштети, тоа е да збори што го слушнав, дека го враќаме од умрените комуналното предпријатие, наместо да го враќаме од умрените, дај да се соединиме и да го управиме. Тоа е од мене. Ви благодарам. Дали друг бара збор? Повели колега Лако. Значи, зошто ја даваме кривицата на управниот одбор? Управниот одбор донесел некоја одлука, но управниот одбор ние треба да му поддржиме таа одлука. Значи, сметам дека ние треба да го известиме регулаторна комисија, дека можеме пари да најдеме од други, парите да се обезбедат Циркво и другите што има струја, значи дивите приклучи да се најдат. Најпрво директор треба да се залага да се најдат дивите приклучи, да се најдат загубите од 65%, а регулатор на управен одбор ич не е крив. Си донесел одлука, ние го поддржуваме таа одлука. Ако нема поддржуваме, не бива. Значи ние го ставаме управа, неговите одлуки ние ги поддржуваме. Ви благодарам. Дали друг бара збор? Повели колега Ристо. Ватко, јас се слагам со тебе дека имаме загуби на водна струја во повише населени места, повише Цирково и Паликура, ама тука во оваа ситуација ти го правиш управен одбор. Управен одбор е некако совест на нови тука ведени и сега ние не можеме да се правиме тука, не сме да прочита поуката против ова решение на незадоволната страна има право да поднесе тужба пред управен суд во рок од 30 дена. Ние немаме право да тужиме ништо, затоа што 30 дена поминале во септември. И како ние сега ќе тужиме управен одбор? Адвокатот е тука, мислам дека се слага со оваа правна полука и дека ние тука не можеме ништо да направиме. Значи едино што можеме како совет да донесеме, одлука да се покача водата или да не се покача водата. Ако не ја покачаме водата, како ќе се регулира ратки, регулаторна комисија треба да го реши тоа. Ви благодарам. Дали друг бара? Повели. Колега Ристо, значи си бил и уминатиот и преминатиот, не си сванал дека управен одбор не може да донесе одлука таква без да го поддржиме ние. Си донело и иде на слове тоа. Секоја нивна одлука иде кај нас. Можат правници да излезат и да кажат. Ви благодарам. Дали друг бара збор? Повели директор. Значи управен одбор си донесува да и треба да го потврдиме тоа и чао. Почитуван градоначалник, почитуван председател на совет, почитувани советници. Оди на друга област. Што се расправи? Ја како и нов директор се соочив со ова проблематика. Се консултирав и со адвокат, со правници, со регулатор на секојдневно. Одлуката што не ја подпише градоначалникот беше исто што кажа он, значи консултација што стоја против законот и затоа не е подпишано. Друго во врска со загубите на вода. Еве што гледате на работиме, дефекти поправиме што течеа вода по година-две не беа поправени. Пред 2-3 дена во Рибарци што оде водата за Манастирец, што немаше притисок у Манастирец, го направиме, моментално ден-два притисок писали и му Манастирец вода. Углавно. Значи таа загубата е на ден. Пак и дефектот исто така, 3-4 месеци беше. Го направи. Во Трстеник имаме проблем, се смени од воздушни вентили, пловци, се ново. Таму веќе проблем нема од Трстеник. Работам и на диви приклучици. Гледате и на Фейсбук, цело време врте објави. Работам и на терен. Ги мотивирам работеите. Да при излегување терен да гледат каде има да ги приклучува. Во врска со саатот. Го имам саатот, сега не знам дали јавно треба да го кажам, но го имам саатот. Колку моментално. За хидромекот, за градачна машина. Саатот работни часи на градачната машина е 19376. Значи 019376. 019376. Запишам? Да. Добро. Во врска со покачувањето
цените. Значи, ва е најниската дадена цена од регулаторот. Ако ни дадат они цена, ќе биде 26. И тоа ако изгласиме против, процедурата е јасна, че треба да се доставам ја извештај до регулаторот ще тај цени, ако не ја спроведам имам казна, комуналното треба да плате казна, тоа е тоа. Во врска со хидромекот, немам партено, мислам, на приватни цели. Го кажав тоа и Навигатиот совет, немам фактурирано кон приватни лица ништо. Благодарам. Повели колега. Директоре, добро е што те поздравуваме, што ти почнал да обработуваш. Колку диви приклучени меѓу сега на ден? Што ти почнал да ми кажеш. За багерот, дали багерот, саатот се поклопува со патните налози, дали вие като директор проверите дали саатнината што се ја вишле, со патните налози се поклопува? Молим? Дали е сето уред? Благодарам. Дали друг ба развор? Повели колега. Само момент. Директор, значи никога стапивме кога запишавме саатот, имаше 365 сати. Значи од 365 сати го запишаме заради тоа што ви доме дека багерот работе на диво, на црвено, како сакате речете го. Значи тие 365 сати, ако успеете да најдете колку имаме природно работено и колку за 4 години. Ако колку сати имате работено за општината, колку сати имате работено на приватно, проверите, ќе знаете колку до кај се дојде. Друго работа уште да Регулаторна комисија за енергетика го задолжува ЈПК да Росма да води одделно сметсководство евиденција или евиденција за секоја водна услуга и одделно за секоја друга дејност која ја врши. Значи ви тука треба да водите одделно сметка за водата и за другите работи. И така да го направите бизнис планот по која регулаторна комисија ќе каже цената. Ако ви водата да ставате како предност за сета таа работа, за мен тоа не е во ред. Ви благодарам. Повели. Во врска со извештај за градешта машина Хидромек, ќе ни доставам Народниот совет со целокупен извештај. Со сателите. Во врска со спомнате дека зиме без пари вода. Точно е може, зиме без пари вода од комуналното, но од 6.6.2024 спор меѓу водостопанство и ЈП Комунални сквадрци. Водостопанство, поради зголемениот обем на вода, почна да фактурира кон Комунални сквадрци. А па Комунални сквадрци не фактурира на Комунални Росма. Месечно. Како? Колку пари е фактурата од Не, во е одлуката. Во е одлуката. Значи се плаќа. Од 6.6.2024 по оваа одлука ни плаќаме на Комунални сквадрци. Исто бев текна состанок со Гоце, директорот на Комуналец, исто ми го потврди он. Значи ни према ни фактурираме, дори имаме долг околу 600.000 према Комунални сквадрци. Значи тоа е Тоа е. Благодарам. Директоре, колку диви приклучици имате? Во врска со дивите приклучици, значи моментално имам околу 10 диви приклучици, не ги кажувам јавно. И работам исто, се монтира саат, се... Има ли соодветна пријава таа? Како? Има ли пријава поднесено под казна? казни? Казни? Че има. Че има? Че? Ви благодарам. Дали друг ба разбор? Доколку... повели колега. Почитувани колеги, ние се повторуваме за едно исто. Ставени сме пред свршен чин што мора, мислам по моје дека мораме да го поминеме ова што е донесено.
немаме никаква представа каков бизнис план е доставен до регулаторна комисија. Регулаторна комисија врз основа на тој бизнис план изготвила цена. Ние доставила и ние веќе прифанато е тоа. Не сега само може да кочиме работата на комуналното, ништо повеќе. Јас предлагам да го поминеме овој пат овоа покачување, што не е по наша вина, по некоја вина што некој не внимавал што работи и што доставува до регулаторна комисија, какви барања доставува, што сега мора да се покачи. Да го поминеме сега и да го задолжиме директора да почне комуналното конечно да работи. Инаку покачи еднаш, покачиш еднаш. Јас бев од 2005 до 2008 вработен во комуналното, некои обврски што од тогаш останаа уште не се завршени. Никој не мрднал со прс за тоа време од 2008 до 2026 година. Срамно ми е да излезам и да зборувам за комуналното. Во Свирково тие сметки за струја што идат, немаме пловак во базентот, пумпа да работи по 16, по 18 сати и сметките се ненормални со струја. Никој не успеа, мислам дека еднаш дојде човек и околу 120.000 денара беше сметката да се плати и да се намести тој пловак и да завршиме со големите сметки во Свирково со струја. Никој ништо не презема од 2008 година до 2026 година. Само покачувај на сметките. Да покачиме ше сега и да речеме стоп со покачувањето. Или ќе работи комуналното, или нека затворат вратата, нека го земе некој приватен и да почне да функционира нешто во Росо. Ово е што се работи срамота. Со години не помина планот за вработување во комуналното работи со 5 луѓе. Зашо? За инат на ВМРО и СДСМ само. Да не бидат од СДСМ вработените или од ВО. Го кочиме комуналното, наместо да се развива досега, ние не успеаме да вработиме луѓе што ќе работат со ѓубрето, да го собират ѓубрето низ Росо. А се жалиме, имаме ѓубре во Росо. Да се озбилиме и реков, овој пат ќе дигнам за да се покачи водата, не е по наша вина. Некој претходно го донел ова, не ставил го свршен чин што мора да го изгласам. Да не ја развлекуваме работата, може да се смее кој сака. Ама да ставиме јавно на директорот до знаење да почне да работи. Не сакам одговорница да изнесам многу знаење во комуналното, ќе разговарам со директорот и ако не почне да работат, јавно одговорница ќе барам да се намали водата после. Благодарам. Благодарам. Дали друг бара збор? Повели колега. Колега Јовица, со тебе ја не се слагам. Не мора да ја покачиме водата, за воа може да речам да си ја поднесе до Уставен суд и да си падне тие тако финансиски план. Значи не мора да ја качиме водата во Росман, да не ги замалувам дека регулаторот ни наредила. Значи не е точно тоа. Значи има институции кои си проверат понатаму. Благодарам. Дали друг бара збор? Доколку никој не бара збор, втора точка од дневниот ред ја ставам на гласање. Кој е за? Пет за, воздржани? 4 воздржани. Констатирам дека точката од дневниот ред е усвоена. Трета точка. Предлог решение за усвојување на извешие за реализација на програма за обележување на денот на општина Росман 17 декември 2025 година. Дали некој бара збор? Доколку никој... Кажи више како оде. Чек тоа, а јас ставам за тебе. Тој. Поштувам председателе, значи прво морам да ти кажем некои работи, пошто ти си помал. Сакаше да бидеш председател на Советот, ти изгласав. Сакаше да водиш комисија за образование и спорт, јас ти изгласав. Зошто не закажа пред од 20 кога се формира Советот, не закажа комисија да се донесе одлука кои општини ќе бидат поканети на свечната седница, колку пари ќе бидат потребни за таа намена и зошто пакетите и другите награди кои беа дадени на општината, дали ти ги спремна или кој ги спремна тие награди за тие што добија пакетите за 17 декември? И благодарам.
Почитуван колега Ристо, како председател на комисијата, уредно беа сите 9 души поканети на пред точката да биде на дневен ред. Вие не присуствувате на таа точка, можете да дадете сугестија, можете да дадете предлог. Ви благодарам. Колега, се тој тоа во ред, али ти имаш 5 души комисија. Која комисија свикуваш само таа? Значи не можеш да ги свикаш сите 9 души советници. Јас имам работам во приватна фирма, кај што не можам за комисија да биде барам слободен ден. Можам да барам за седница, али за комисија не ме следува да бидам слободен. Вие како државни вработени можете да бидете слободни после 3 сати да бидете дома. Јас тоа не можам да си го дозволам, зашто мојата работа е 24 сати. Ме те прашав за плакетите, на кој начин ги доделивте плакетите за заслужени граѓани во општина Росуман? И дали тие граѓани сите беа од општина Росуман? Секој што на некаков начин придонесол за општина Росуман беше уредно награден, а заедно со администрацијата и градоначалникот ги комплетиравме плакетите и пофалниците. Ви благодарам. Ајде, повели. Почитуван председател, значи, плакети за 17 декември се доделуваат на граѓани на општина Росуман. И не може да доделувате и градоначални плакети од ракав да измислите за противпожарни, не знам која друга доктор, и тоа се работи. Првата награда е секогаш плакета за најзаслужениот граѓанин на општина Росуман за промоција на општина Росуман. Другите се ученици од основното училиште кои се најдобри, одлични ученици кои се со посебни заслуги да донеле нешто придонес во општина Росуман. А вие направите најголем прекршок во оваа организација со тоа што прво дадовте плакетите кои ќе ви текнат од ракав без да поминете тоа на комисија. Другата работа, не ги поканивте збртимените општини со кои општина Росуман соработува 16 години. Значи не може вие да не ги поканите збртимените општини да дојдат на 17 декември. Друга работа, градоначалникот на Србија, на Планиште, поканет во 12 часот во вторник на 16 декември. Човекот, за да испадне фер дека поштува општина Росуман како едина општина во која македонците се признати како народ и може да зборуваат на македонски јазик, тоа е општина Планиште. Значи таму на печат пишува, сите јазици кои се дозволени да се зборуваат во таа општина се напишани дека на печат пишува дека и македонскиот јазик е официјален јазик во општина Планиште. И вие тие луѓе ги заборавивте и ги каните во вторник во 12 часот. А на нив они имат 600 км кои треба да стигнат во среда во 11 часот. Па да може, брат, значи морате да преземете, ако сакате да ја водите комисија, треба да преземете и да прашате нешто. Ако не знаете, јас стално ми стоам, прашаме како што треба да направите. Не може ви така, да му дајме на противпожарниот, на докторот, не знам на кој. Не да така работа. Значи кога работиме за општина Росуман, или работите како што треба работите, или откаде се не работам и готово. Ви благодарам. Повели. Почитува советниче Ристо, бидејќи малку ме прозва и мене, а и јас да станам. Прво е околу поканата кон општина Планиште. Не знам од каде додека е 16, кога е на 12. Па човекот стигна на 16 тука, не знам кога примал и кога тргна, кој така не е така. Јас сега имам поканата на 12 е пратена од наша страна. Поврто сме добили онет на 16-12 дека ќе присуствуват и дека ќе стигнат таа ден во доцните часови вечерта. Не е проблем. Во другиот дел, бидејќи станаме како нов совет, додека се конституираме на 6 и јас се преземав функцијата, некаде кон крајот на месецот и се направи да тоа избор на председател на крај на ноември. Веќе ние беме во стварно бркотници тука, дали да организираме комисии, да ги формираме, кој ќе биде председател, веќе за 2 недели од тогаш имаме припреми. Наредната година секој ќе се поправиме во тоа, дури тие награди ќе бидат доделувани со јавен повик, кај што се направи комисија од страна на Советот на администрацијата. Оваа година се погрижиме да ги дадеме на тие луѓе како територијална противпожарна единица, секогаш кога ќе ни се случи било каков пожар, му даваме, му звониме нив и не знам каде е проблемот.
Другото околу тоа дали се граѓани, не знам, да дое Драги Трајков, кој што има напишано многу книги, воде популарната страница Олд Росоман, кај што пишува за Старо Росоман, минатиот век, па и претходно што се случувало на наша територија. Му дадиме на синцеритас на фабрика која што е најголем инвеститор во општина Росоман, која што инвестира и ќе инвестира наредните години, дава на стотина луѓе плата кои што се жители на општина Росоман. Не викам дека нема и други фирми, али имаме и наредна година кај што и на другите фирми ќе му дадеме благодарници. Тука беа и неколку заслужи спортисти, тие што се нови, што се екипираат. Вие го водите културно-уметничкото друштво, наредната година сигурно и културно-уметничкото друштво би добило награда, се надевам дека ќе предонесеме до уште поголем развој, уште повеќе посети. Еве и додека сум тука на говорница зборуваме на културата, за прв пат оваа година припремаме и посета на саеми, така дали веќе наредната седница ќе разговараме за првата посета на еден од земјоделските саеми. Наредниот период. Ви благодарам. Дали друг бара збор? Повели колега Лапко. Колега Ристо Јошев, од кога волку ти отчетност е? Вака се, сакам да ги известам жителите на општина Росоман за оваа манифестација 17 декември се потрошени 216.470 денари, од кои се потрошени 20.000 денари за декорација на свечења, 19.000 денари за пијалоци, 77.000 за 77.000 кетеринг услуги, 9.000 денара водителка, троши се за мужички настан 24.600, значи скупно се потрошени 216.470. Гранчалче, вие реков дека многу поевтино че коштава. Јас сум изненаден да сума кај видов. Гостија немаме и како друго. Зошто председателе на овие сите не се закачени фактурите, испратниците. Значи каде се испратени, кој се ги извршил тие кетеринг услуги, кој ги извршил. Значи треба стално да се вршат и фактури со ова. Може секој вака Ристо на ливче ми пишеш сега, пинка луче ми напише. Доколку се сите пристигнати доспеани овде Значи во треба да се дава општината, ваков отчет, да се каже да, имаме трошци за тоа, а фактурите за што се дава. Значи така е, разбираш? разбирам. Да, значи треба да се Доколку достават. се доспеани, ќе ви бидат доставени наредна Треба да седница. ги покажеме на луѓето да ги видат колку кој го земал таа, кој декорирал цвеќе. Океј, ви благодарам. Повели. Благодарам, советниче Владко. Само да ве информирам околу делот на 17 декември. Од Советот беше донесена одлука дека 250.000 денара се одобрени за реализација на овој настан. Единствено зголемување некои си 10.000 денара од лани, затоа што лани бил кетерингот малку, зголемиме од 150 до 200 души кетеринг службата. Инаку останатиот дел, ако ви интересира, ќе направите на увид, но не можеме да ви ги доставиме затоа што има дел договорни услуги кај што содржа матични броеви, да не се случиме бидејќи таму има и лични податоци, трансакциони сметки, али договорите ќе бидат јавно доставени. Дојдете после седница до финансии, ќе ви ги доставиме до правна служба да ги видите сите договорни услуги, фактури, што и да е, отворени сме да ви кажеме на сите кој и како изработил. Благодарам. Повели. Началник, договорните услуги, матичниот број се прешкартува со црвена линија или со жолта ли. Значи можеш да ми ги доставиш, ти не можеш да идам у финансии. Ти ќе ми ги доставиш тука. Пред седница да видам дали да го поддржам вие или да не изгласам. Така и знам дали оправдани се парите. Ви благодарам. 5 минути пауза да ги најдеме фактурите, да му ги доставиме на колегата Владко. Дали друг бара збор? Повели колега. Добив некој мал дел на фактури, не сите. Под информација. Дел од фактури ќе ги покажам да ги видат. Тука е фактура за цвеќе, само 20 не наведеле колку, какво е, што е, колку цвечиња има. Гранчанче, мене лично не ми се допаѓаше, ја и прв пат да го простоиме, значи мислам за иднина, значи немаше советниците кај да седат маса. Директорите, сте ги поканиле директори на школите, нема кај да застанат. Значи не беше организирано, да апелирам во иднина така да не биде со кетеринг или да се земе друг нешто, друг да се најде, друга работа. Благодарам. Дали друг бара збор? Доколку никој не бара збор, трета точка од дневниот ред ја ставам на гласање. Кој е за?
Што не требаше? Завршена работа. 8 за, 9 за, воздржани нема, против нема. Со ова го исцрпивме дневниот ред и со ова ја затвараме седмицата. Ви благодарам.